course, we choose Macedonia and Western Balkan in Europe. Ви благодарам прво на поканата. Моje задоволство да бидам денеска присутен овде на многу значајна тема, како што е градењето на мостовите или поставување на ѕидови. И Западниот Балкан, но и многу други региони во светот се познати под ѕидовите. Многу ретко е да се градат мостови. Јас верувам дека модерната политика овде на Западниот Балкан, современа Европа, се повеќе станува свесна во делот на потребата, служејќи им на граѓаните да се градат мостови, заради тоа што мостовите отвараат перспективи. Само преку мостови може да видиме што има од другата страна на самиот мост и сето тоа да отвара бескрајни можности за нашите граѓани, со свесноста наша дека живееме во 21. век. И во таков еден аспект мене ми е задоволство со граѓанските организации, со оние кои што се watchdogs, односно будни следачи, односно посматрачи и коректори на состојбите во секоја земја, така и во Европа. Верувам дека многу што можеме ние политичарите да научиме од нив, можеме многу што да поправиме од нив и можеме многу што да следиме токму од граѓанските организации, кои што барем во Македонија важат за сериозни организации со висока експертиза во она што значи димензионирање на еднината на граѓаните и на општеството. Верувам дека мотивацијата на секаде во Западниот Балкан е се поголема да се изнајдат решенија, се поголема е да се градат мостовите и се поголема е внатрешно да се реформираме. Колку ќе биде таа мотивација посилна, толку и во побрзо темпо ќе се одвиваат овие позитивни процеси кои што постојат овде на Западен Балкан. Мене ми е драго што нашата Македонија има еден пријател повеќе, кој што и како може да ни помогне. Граѓаните имаат право да остават политичарите кои што се избрани од нив, како поинформирани да ги носат одлуките за нив. Затоа што кога доаѓаат тешките прашања, тогаш треба лидерите и политичарите да го подадат грбот и да ги носат одлуките. Едно општество за сите е концептот кој што го градиме. И тој има сериозен успех. И имаме многу обврски понатаму. Ова не е заради законот за јазици, ова е заради секојдневието наше кое што го покажуваме. Ова е заради секојдневните права, дури и правото на социјална помош, или правото на детенце да учи музичко школа, или правото, не знам, на некој возрастен човек да добие пензија иако нема 15 години. Стаж па ја нема да го доживее животот до крајот. Тоа се човечки права кои што мора да бидат еднакви. Тоа се на крајот Европската декларација или резолуција за, не знам, за еднаквост, за еднакви права и слично. Тоа се вредностите кои што сакаме да ги имаме овде во Македонија. И на крајот на тој начин ја носиме Европа дома. Верувајќи во такви вредности, имплементирајќи го овде. Македонија е одличен модел на мултиетничко општество. И навистина е редок пример. Има и други земји, една е Босна и Херцеговина, секако, која што може да продолжи да биде само позитивен пример, или не дај Боже да се случи нешто кое што би било повторно враќање во минатото. Мали се шансите за тоа враќање во минатото, не смееме да ги дозволиме, но јас верувам дека ние влијаеме позитивно на Босна и Херцеговина, која што исто така мултиетничка земја, каде што покрај бошњаците, србите и храватите, нели постојат мултиетнички општества со трите народи кои што живеат овде. И верувам дека со политика и политичари, со граѓански организации кои што ќе зборуваат за еднаквоста, пред се како граѓани, а после како припадници на етнички заедници, ќе можеме да ја европеизираме оваа територија од европскиот континент, така наречен Западен Балкан.